Солунскиот револуционерен округ над моро го опфаќа централниот дел од Јужна Македонија. Ни средината на округот тече реката Вардар, која го дели на две половини. До 1899 бил управуван од Централниот комитет, дури по оваа година добил свој окружен комитет. Јужниот дел од округот е претежно рамничарски. Планините погодни за движење на четите се протегаат единствено во северниот дел од реонот. Иако рамничарските региони не се погодни генерално за четите, сепак во овој регион има нешто специфично, кое што дава одлични можности. Во случајот станува збор за две блата. Едното е Енидже Вардарското блато или езеро, кое што се наоѓа десно од текот на Вардар, а другото е Араџанското блато. Мошто интересно е како македонските војводи, македонските комити научиле да ги користат тајните на овие блата. Всушност, тие почнале да го применуват, да го практикуват искуството на рибарите, бидејќи ова се сепак плитки езера, со многу бујна вегетација, со шамак и со трски, и внатре во нив рибарите за своите потреби граделе рибарски колеби налик на рибарските колеби што ни се познати од Дојранското езеро. Меѓутоа, бидејќи овие две блата се многу поизрастени со шамак, дава одлична можност за прикривање на четите. Карактеристично е што тука во блатото било засолнувани голем број ранети и болни, биле лекувани, им била давана помош, биле засолнувани оние илегалци кои што биле гонети и прогонувани, било да се тоа од османските војски или кои што биле прогонувани од страна на грчките андартски чети. И секако тука биле планирани акциите против грчките андарти, против османлиските власти, против легалните османлиски војски, но исто така биле планирани акции против муслиманските аги и бегови, чифликсајби, кои што исто во овој период по Илинденското востание ги засилиле своите злоупотреби и злосторства сред македонското христијанско население. Аргир Манасиев, заедно со Апостол Петков, со Иванчо Карасулијата и со Спиро Карасулски, биле тие кои што ја формирале првата организирана чета на македонската револуционерна организација во Гевгелискиот реон. И тоа е една од карактеристиките на Апостол Петков и на Иванчо Карасулијата е тоа што тие најпрво биле водачи на арамиски дружини, на арамиски чети. Меѓутоа, како резултат на залагањето на Гоце Делчев и на Аргир Манасиев, тие успеале нивните чети и нивните активности да ги вклучат да ги легализираат, така да кажеме, односно да се вклучат во организираното македонско револуционерно движење и да ја напуштат таа нивна арамиска или разбојничка дејност која што имале претходно. Апостол Петков е роден 1869 година во село Бојмица, денешно Аксиополи, во Република Грција, тогаш припаѓа кон Гевгелиската каза. Човек од повеќодетно семејство и семејство со ајдутска традиција. Двајцата негови браќа претходно биле ајдути. Затоа не случајно тој веќе на релативно млада возраст, некаде 20-21 години, се одметнува и станал првин ајдук, но по формирањето на Македонската револуционерна организација и по контактот со Дамјан Груев, тој е вклучен во првата чета на Македонската револуционерна организација во овој крај, заедно со Иван Карасулијата. Проблематично е низ литературата кој е вистинскиот водач на оваа чета. Некаде се спомнува дека бил Иван Карасулијата, на друго место се спомнува дека е Апостол Петков водач, или пак некаде се спомнува дека првиот водач е Карасулијата, а Апостол е неговиот заменик. Независно од тоа, тој е краток период додека функционира вака оваа чета и таа нема конкретен регион. Генерално се движи на просторот помеѓу Гевгелија, Дојран, Валандово и Енидже Вардарско. Тоа е поширокиот регион. За брзо време оваа чета нарастува на 12 души, па веќе следната година, 1898-та, таа е поделена на две чети, при што Иван Карасулијата станува самостоен војвода во Гевгелиско,
а апостол Петков оттогаш действува како самостоен војвода во Еничевардарскиот регион. Вооружувањето на четата го помогнал повторно Аргир Манасиев. Четата се движела низ селата, каде ги ликвидирала насилниците кои го тероризирале населението. Народот за брзо време ги засакал новите војводи. Еден тип на револуционер кој што повеќе му дава белег тоа ајдовски карактер имал некој. Во движењето револуционерното движење во Македонија влегол уште пред формирањето на Македонската револуционерна организација, значи бил активен во борбите против османите, меѓутоа не на оној организацијски начин како што Моро, подоцна Тморо го поставила, значи со устав, со закони, со началства, туку по свое видување. Со својата самоволија понекогаш се истакнул, претерувал. 1896 година бил осуден на неколку месеци затвор. Подоцна искача од затворот. Карасулијата ќе стане прв војвода на првата чета во Солунскиот револуционерен округ. Негов заменик ќе биде апостол Петков. И кога гледаме делувањето на Карасулијата, веднаш го разбираме неговото минато, неговиот карактер, неговата бунтовност. Тој именно успел да киднапира еден турски ага, Туран ага, од село Мемишли. Успел да добие откуп од 1200 лири, меѓутоа, што се случува? Кога требал да ги даде парите таму каде што најверојатно требало да дадат во организацијата, тој не се согласил, дал само 200. Најверојатно ова било еден од првите минуси, ако не прв минус во неговото делување. Потоа направил, така да се изразам со современен жаргон, еден кикс, најверојатно занесен од успехот со приказната со Турана. Навлегол во малото место Валандово, денес градчето Валандово, со цел да киднапира еден побогат и повлијатен прогречки ориентиран македонец патриаршиста, или гркомани, како што ги нарекува во тој период. Меѓутоа, тука ќе се судри со османлиската жандармерија и неговата чета ќе има 20 загинати. Тука почнува познатата Валандовска афера. Добар дел од населението ќе настрада од страна заради османлиските репресалии, иако во претходниот период сите сакаа да го прифатат или да го примат Карасулијата и неговата чета, веќе во организацијата се чувствувала нелагодност од неговото делување. Довербата која Централниот комитет ја имал во војводите Иван и Апостол веќе била разнишена. Сепак, нивната храброст и снаодливост била вреднувана и организацијата одлучила да им даде втора шанса. Но организацијата набрзо потоа им даде шанса, им даде поправен испит. Двајцата беа задолжени да ликвидираат еден истакнат организатор и агитатор на грчката пропаганда во овој регион. Станува збор за Кивернидис, лекарот Кивернидис во Гевгелија, бидејќи луѓето од тој лекари, свештеници, учители, тие се главните носители пропагатори на другите надворешни идеи во Македонија. Па во таа смисла Иван Карасулијата и апостол Петков ќе завршат успешно поставената задача. Меѓутоа, очигледно и двајцата не се опаметиле доволно, сметајќи дека готово се искупија, секој продолжува по свое. Михаил Попето ќе се обиде да го доведе во ред Иван Карасулијата, но сите негови напори ќе бидат безуспешни. Конечно, организацијата во 1901 година го намамува Карасулијата да дојде во Софија, откаде што ќе биде спречен да делува за Тморо. Но од друга страна, ќе биде привлечен да делува за врховистите.
самата организација му наложила на апостол Петков да го ликвидира Иванчо Карасулиски, меѓутоа Петков, сметајќи дека Иванчо ќе биде и понатаму полезен на движењето, го оставил во живот, меѓутоа се покажало дека можеби е тоа грешка, не можеби, туку се покажало дека тоа сигурна грешка, бидејќи подоцна Иванчо застал на страната на врховистите и доаѓал во судир со многу чети од македонската организација. Во 1902 година има една голема активност на Врховниот македонски комитет да се предизвика едно востание во Македонија, ќе се случи тоа во Горна Џумаја. Карасулијата ќе се појави на терен со цел да агитира, меѓутоа токму неговиот заменик ќе одигра една можеби решавачка улога повторно да го врати во старото јато. Во 1902 година Карасулијата се вратил во Гевгелиско како врховистички војвода, агитирајќи за врховистичките идеи. За време на врховистичката иницијатива за востание во Македонија, апостол Петков и Павле Кониковски биле задолжени да ги прогонуваат врховистичките чети во поширокиот регион на Енидже-Вардарско, Воденско и Гевгелиско. Многу интересно, ако се проследи документацијата од Централниот комитет, ќе видиме дека апостол Петков многу вешто избегнувал и се правдал на разни начини дека не може да се спротивстави на Карасулијата. Всушност, тоа е еден негов тактички обид да не се замери со својот стар познајник, но на друга страна и овој греф го искупил со една друга акција. Додека избегнувал да го фати и да го приведе Карасулијата, тој го фатил чичко му на Иван Карасулијата и го ја разоружал неговата чета. Со тоа практично ги порамнил сметките, предпоставените и се искупил. Во исто време, тој има проблем уште со една трета личност во регионот, станува збор за Павле Кониковски, негов поранешен четник. Во случајот додека апостол Петков бил отсутен од регионот, Павле Кониковски се наметнал во овој крај како локален војвода, не многу познат, но на локално ниво е прилично експониран. И тој е човекот кој што прв всушност почнал да ги користи колибите во Енидже-Вардарското блато, а апостол само ја доусоврши неговата техника претходно. Пошто интересно е дека во еден драматичен период, кога имаме силно раздвижување на османските војски во овој регион заради врховистичкото предвижување, кога го имаме Карасулијата, кој што се обидува да агитира во полза на Врховниот комитет, и време кога низ овој регион, особено во Воденскиот регион, големи последици предизвика полковник Јанков, кој што во функција на врховистичкото движење помина низ овој крај и се упати кон Костурско. Во таа смисла тој оставил повеќе чети во региона да действува тука. Во една таква сложена ситуација, апостол Петков всушност и самиот потрошил многу време во ривалството, плашејќи се дека ако замине на друго место тамо кај што го испраќа Централниот комитет да действува, дека Павле Кониковски ќе се наметне и ќе му го земе приматот во регионот. Интересно е тоа што на крајот ова приказна сета изгледа ќе се заврши во прилог исклучиво на апостол Петков, бидејќи веќе во ноември, на еден можда чуден начин, наводно Павле Кониковски по кратко боледување починал во Енидже-Вардарското блато, но има многу сомненија дека тој е оттроен од апостол Петков и на тој начин се ослободил од еден од ривалите во регионот. Откако си го осигурал за себе местото како единствен авторитет во Енидже-Вардарско, апостол Петков се истакнува како еден од првите војводи кои што влегуваат во отворена битка со османлиите уште пред Илинденското востание. Во месец февруари 1903 година неговата чета е откриена во неговото родно село Бојмица и се случува еден поголем судир со османските војски, при што четата има повеќе мина загинати, меѓу кои брат му на апостол Петков. За време на востанието, апостол Петков и Иван Карасулијата повторно соработувале, војувајќи ја заедно највпечатливата битка од овој реон, која траела цели 24 часа.
Тие сами го испровоцирале судирот, бидејќи испратиле покана до османските војски да дојдат, да се судрат, да се ги одмерат силите. Меѓутоа, двајцата војводи, иако неуки, испаднале поголеми стратези од османските школувани офицери, бидејќи ги навлекле да влезат во еден простор, четите на Карасулијата и на Апостол ги пропуштиле како во клешта, а потоа одстрана ја започнуваат битката и таа трае цел ден до досна во ноќ. Загубите на четите се речиси минимални, а од османска страна имаме на вистина големи загуби. По востанието, Иван Карасулски делувал се до 1905 година, кога загинал во судир со Бажибозукот. Но Апостол Петков продолжил да делува во Енидже-Вардарскиот регион, истакнувајќи се како легенда и здобивајќи се со надимакот Енидже-Вардарско сонце. Вистински пресврат во четничкото движење. Во Солунскиот револуционерен округ настанува во 1898 година. Тоа е време кога по барање на Гоце Делчев во овој регион е испратен Михаил Апостолов Попето. Тоа е една многу интересна личност кој што е роден во Бугарија, меѓутоа потекнува од македонско емигрантско семејство. Едуциран, пристојно воено, бидејќи бил подофицер во бугарската армија, и тој уште во претходната година, 1897 година, учествува во неколку акции во Македонија заедно со Гоце Делчев и Никола Петров Русински и се покажал не само како добар воин и стратег, туку и како човек кој што ги разбира начелата на македонската револуционерна борба и уште повеќе од тоа, не само што ги разбира, туку знае да ги пренесе и да ги имплементира одлуките на македонската организација помеѓу населението. За разлика од другите неуки војводи, тоа е многу значајна промена, квалитативна промена, бидејќи тој секаде кај што престојува не се грижи само за да преживее четата, туку помеѓу селаните ја проповеда ослободителната идеја, се држат предавања, се организираат разни средби со нив, им се објаснува што е целта, како треба да се организираат селаните и како треба да действуват. Поведението на Михаил Апостолов станало пример за сите. Тој не само што имал улога на војвода, туку неговата чета прераснала во подвижна четничка школа, каде се обучувале многу четници и идни војводи на организацијата. Низ неговата школа поминале војводите Христо Чернопеев, Михаил Герджиков, Никола Дечев, Петар Јуруков, Петар Самарджиев, Атанас Бабата, Атанас Кјосето, Гоце Китан, Трајко Ѓотов, Аргир Манасиев и други. Гледано од тој аспект, Михаил Апостолов Попето е човекот кој што ја одиграл примарната улога и треба да биде на врвот на пирамидата која се зборува за Четничкиот институт воопшто во Солунскиот револуционерен округ. Меѓутоа, за жал, неговата активност е прекината во 1902 година поради неговото убиство, кое што под прилично сомнителни околности. Значајна улога во Солунскиот реон имал и Христо Чернопеев. Бил резервен подофицер во бугарската армија, се додека не поминал обука за војвода во четата на Михаил Апостолов Попето и набрзо потоа станал војвода во Кукушко и Гевгелиско. По овој судир, османлиската власт дознала за масовноста на македонското револуционерно движење. Како последица, вршена била насилна истрага ширум територијата на Солунскиот округ. Чернопеев тогаш бил приморан да се засолни во Бугарија, а при неговото повторно враќање во Македонија, Делчев одлучил тој да делува на сосема друг регион, во околината на Горна Џумаја. Исто така еден од македонските револуционери, македонските револуционерни дејци од Гевгелискиот регион, кој што се школувал во францускиот колеж во Солун, а потоа, како и повеќето македонски дејци, се оддал на учителска дејност. Бил учител во повеќе делови на Македонија.
Во македонското револуционерно движење бил вклучен лично од Гоце Делчев. И во текот на 1897-1898 година се наоѓа како еден од главните раководители на македонското револуционерно движење во Гевгелискиот реон. Во 1901 година Аргир станал нелегален и влегол во четата на Михаил Попето, каде бил секретар на четата. Истата година заминал за Бугарија за да се вооружи и при обидот за влез во Македонија во март наредната година, Аргир Манасиевски и Апостол Петков биле попречени и задржани од бугарските погранични власти. Веднаш по излегувањето од неколкудневниот притвор, Аргир Манасиев влегол во Македонија со чета од 12 души. Аргир Манасиев практично е оној интелектуален покровител на сите други чети што действуваат во централниот дел на Солунскиот револуционерен округ и тој е практично координатор на активноста на сите чети и човек кој што има главната улога во сите иницијативи за да се спречи или да се парализира враковистичкото движење, не само нешто се обидуваше да го направи Иван Карасулијата, туку она што се обидуваше да го прави и Иван Петровски. Потоа, уште поопасно, беше она што се обидуваше да го направи полковник Јанков, кој што тука помина со навистина голема чета, со некаде 60 на 70 на луѓе, и известно време се задржал во Мегленскиот и Воденскиот регион, дури каде што испровоцирал едно условно, да кажеме, востание, така наречено Тушинско востание. По случајот не станува збор за никакво востание, но тој со своето однесување, со ликвидацијата на неколку турци, ги предизвикал селаните да се одметнат и да побегнат во планина, а сето тоа требало да го санира Аргир Манасиев. Заедно со Сава Михајлов одлучиле акцентот на делувањата за време на Илинденското востание да биде ставен на терористички акции по должината на железничката линија Солун-Скопје и повремени судири со османлиските воени единици. На 10 август 1903 година Аргир Манасиев и Сава Михајлов го разнале во воздух мостот на железничката линија во непосредна близина на Гевгелија. Тоа е диверзантска акција која што како дел од Илинденското востание, во оние делови во Македонија каде Илинденското востание не било масовно, се преминало на такви диверзии, на напади на важни објекти кои што беа особено на сообраќајници на железници. Така да железницата Скопје-Солун, како една од најзначајната железница која што ја поврзува Македонија практично и најзначајните македонски градови, била една од главните мети на напади на востаниците и на револуционерите. Се прекинува начинот за комуникација помеѓу нив. Уште позначено е тоа што со рушење на мостовите и пругите всушност се спречува брзото префрлање на османски воени единици од еден во друг регион на земјата, а индиректно тоа пак значи поддршка за востаничките сили во Битолскиот револуционерен округ. Значи во таа смисла Аргир Манасиев и Сава Михајлов одигра значајна улога. Правиот таков голем успех го имаат постигнато во непосредна близина на градот Гевгелија, каде што е срушен железничкиот мост, меѓутоа се разнесени и неколку метри од железничката пруга. Нешто подосна, таков обид имале за рушење на мостот кај Демир Капија, меѓутоа таму се пресретнати од поголеми османски воени единици и оваа намера не е реализирана, но затоа пак имале неколку борби со османските војски во овој регион, за да набрзо после тоа повторно се вратат во централниот регион, во Гевгелиско, каде што некаде до крајот на октомври месец тие ќе действуваат со своите чети. Дури кон крајот, некаде најверојатно кон крајот на ноември, Аргир Манасиев со еден дел од четата од која е прогласена воопшто демобилизација на територијата на Битолскиот округ, тие се солидаризираат со таквите одлуки и за да може да се преживее зимата, а со тоа и да се намалат опасностите и врз населението и за самата чета, заминал во Бугарија. Сава Михајлов е роден во 1877 година во село Мачуково, Гевгелиско, денес Евзони. Сава завршил 3-класно образование во Цариград и 4-ти клас на Солунската екзархиска гимназија, пошто делувал како учител во повеќе места. Учителствувал најчесто во околината каде што е роден. Подоцна ќе биде
пратен во Горна Џумаја, денешен Благоевград во Пиринска Македонија, во Република Бугарија. Таму ќе го прави тоа што го правил и на другите места, меѓутоа што ќе се случи? Тука ќе биде открени, ќе мора да се повлече од јавноста, значи да оди во илегала и ќе биде во оние борбени групи, во оние чети со Јане Сандански, со Чернопеев. Ќе има видна улога во онаа позната афера. Освен ангажирањето околу киднапирањето на Елена Стон, Сава Михајлов е вклучен и во борбата против врховизмот на Горноџумајскиот регион. Во почетокот на 1903 година, тој тргнал со голема чета за Гевгелиско, носејќи со себе неколку товари експлозивни средства со цел да минираат железнички пруги. Во тој период влегол во неколку поголеми судири со османлиската војска. Османлиските сили веќе биле распоредени на сите позначени места, стратегиски места, комуникацијски места во Македонија. Можем слободно да кажеме дека самото рушење на железничкиот мост кај Гевгелија е успех за македонските бунтовници. И по поразот во станието тој мора да се повлече извесен период во Бугарија и како еден дел од повидните македонски револуционери, тој ќе даде своите согледувања на познатиот софијски универзитетски професор Вилетич, кој што ги собирал спомените на македонските револуционерни дејци. И сега, нормално, кога си влезен во таа револуционерна борба, без разлика на еден пораз, очекуваш да продолжиш со работата и евентуално да ја добиеш војната. Меѓутоа, за жал, во март 1905 година, во битката кај Смол, тој ќе загине. Судирот со османлиските војски кај село Смол, Гевгелиско, во 1905 година е забележан како една од најкрвавите битки по Илинденското востание. Сава Михајлов, со цел да не се предаде на османлиските власти, да не биде фатен, испива отров и се самоубива на тој начин. Иако се уште неговото убиство не е целосно разјаснето, начинот на неговата смрт не е целосно разјаснат, меѓутоа се претпоставува дека е починат од отров и дека тоа е отров кој што самиот го испил и на тој начин се самоубил, затоа што на неговото тело всушност не биле најдени траги од насилна смрт. И неговото загинување е последица на оние нерешени проблеми веќе во организацијата. Кому да му се верува, кому да не му се верува, кој да биде сојузникот, кој да не биде сојузникот, влијанието на проврховистичките тенденции, па и проандартските, затоа што тој простор, Гевгелискиот крај, е подложен на влијание на двете строи, на грчката и на бугарската. Покрај пожртвуваноста и храброста, некои војводи се истакнале со своите романтични души. Таков пример е војводата Крсто Асенов. Крсто Асенов е уште една личност кој дал свој и единствен белег на револуционерното движење во Солунскиот револуционерен округ. Станува збор за револуционер кој што е по потекло од Бугарија, родом од Сливен, човек кој што е ангажиран од страна на Гоце Делчев и човек кој што во екот на 1901-1902 година се нашол во рамките на македонското револуционерно движење. Неговиот прв регион на дејствување е во североисточниот дел на Македонија и многу позната е неговата улога во аферата Мис Стон, заедно со Сандански, со Чернопеев, со Сава Михајлов и редица други активисти. Асенов всушност во оваа афера ја има улогата на главен преговарач. Во мај 1903 во Кукушкиот регион дејствувале повеќе чети под врховна команда на Крсто Асенов. Меѓутоа тие биле откриени од османлиските власти
и принудени на предвремени борби. Така во текот на јуни 1903 дошло до неколку последователни судири кај селата Драгоманци, Крондирци и Грамадна. Во последниот судир Крсто Асенов учествувал со 80 борци, од кои загинале 13 души, а меѓу нив и Милан Делчев, братот на Гоце Делчев. Набрзо потоа, четата на Крсто Асенов дала 12 жртви во судирот кај село Меѓурек. Постојанно се наоѓа под прогон на османските воени сили. За да може да го избегне редовниот прогон, формацијата на Крсто Асенов во еден период се сместува во Араџанското блато, каде што планирала и да го дочека почетокот на востанието. Станува збор за една голема формација, некаде над 100 четници, но тие и тука се откриени. За да го избегнат прогонот и бомбардирањето, за което се подготвувале османските власти, Крсто Асенов е принуден да го напушти блатото и воопшто да премине од другата страна на реката Вардар, всушност да влезе во Ениче-Вардарскиот регион, во регионот на Апостол Петков. Ошто интересно е тоа што обсадата на Араџанското блато, во кој што се наоѓаше тој, траеше речиси цел месец. И откако четите забележаа дека немаат начин како да се спротивстават на османските власти, сепак преку ноќ, користејќи ги своите мали лодки, излегле од езерото и се префрлиле од другата страна. Уште поинтересно е тоа што осмалиите не го забележале излегувањето на четите од блатото, па 3-4 дена после заминувањето на четите, тие практично 2 дена едно по друго го бомбардирале со артилерија празното блато. Здружените чети под водство на Крсто Асенов се извлекле од блатото и преминале во Ениче-Вардарско, при што веднаш се судриле со османлиските војски, кај село Постол, во непосредна близина на древната македонска престолнина Пела. Веднаш по битката, тие се засолниле во падините на Пајак планина, од каде што се припремале за почеток на востанието. Може интересно и тоа што војводата е малку повеќе романтичен отколку што може би требало, или барем според сваќањата на другите изгледало малку повеќе дека е романтичен. Во моментот, значи спроти отпуштувањето на востанието. Тоа е, значи, вечерта на Илинден, бидејќи востанието не започнува спроти Илинден, како што сите мислиме, туку вечерта на Илинден, 2 спроти 3 август, при осветувањето на знамењата на кукушките и Ениче-Вардарската чета во црквата во село Корнишер, Асенов ја обелоденил пред сите својата намера и посакал тој момент да го официализира и со нешто друго, односно да ја озваничи својата врска. Значи, да се поклопи чинот на осветувањето на знамењата со венчање со неговата дотогашна девојка. И токму тука лежи причината за неговото убиство. Најпрвин настанало расправија помеѓу некои од четниците, односно оние локални војводи, кои што претендирале на кукушкиот војводски трон, кој да биде кум на венчавката. Откако се надминал тој проблем, незадоволните всушност иницирале, така да кажеме условно, мала побуна помеѓу востаниците, поттикнувајќи ги на едно негативно расположение кон војводата со зборовите: ние востание ќе правиме, а војводата ќе се жени. Заради тоа, незадоволство помеѓу востаниците, Крсто Асенов пообарал и од нив, доколку сметат дека тој е виновен заради тоа што се венчал, тогаш да му кажат и да го напушти регионот или да го убијат, да го изведат пред револуционерен суд, но доколку сметаат дека тие погрешили, нека го повикат и тој ќе се врати повторно назад кај четата. Бидејќи за да се избегне расправата, претходно тој се одвоил со Ана Малешевска и уште 1-2 курири, се издвоил од нив настрана, нешто подалеко од четите. Меѓутоа, никој не можел да ја претпостави вистинската позадина на целата приказна. Во меѓувреме четите се собрали и одлучиле да го повикат Асенов да се врати кај четата, но наместо тоа, курирот кој што отишол по него, уште со еден придружник, всушност го убил Крсто Асенов на спиење. Поради ова убиство бил формиран револуционерен суд кој донел смртна казна за физичкиот убиец Големанов, која веднаш била исполнета.
Гоне Бегинин ја одбегнал смртната казна поради вмешувањето на братот на војводата Крсто Асенов, кој побарал да му се прости. По убиството на војводата Асенов, стабилноста на организацијата во Солунскиот округ била разнишена. Сепак, по Илинденското востание, тука се истекнуваат едни од најславните војводи и организатори на македонската револуционерна борба. Знаете, историјата на Македонија или на македонскиот народ ја чинат едноставните судбини, простите судбини на луѓето од самиот терен. Има еден војвода друг, војводата Русински, кој што вели сите тие потекнува од народните низини. Така што и Сава Михајлов и Леонид Јанков потекнува од народните низини. Овдека само за на крај би спомнала дека нивниот пример не е ниту недостижен, ниту пак не остварлив. Сите можеме на некој начин да бидеме и како Леонид, и како Сава, и како Апостол, па и низа други борци кои во овој момент не можеме да ги споменеме, меѓутоа само треба да се следи нивниот пример. Во моментов не кажав ништо ново, туку на некој начин само се обидов да ја парафразирам беседата на Ѓорче Петров во однос на Гоце Делчев. Така што и овој војвода и тие војводи само даваа пример што треба да представува револуцијата. Или Гоце Делчев има една прекрасна реченица каде што вели револуцијата во свеста на народот, тоа е вистинскиот благослов кој што треба да го доживееме во еден период и во едно време.